Како сте? Добри. Одлично, еве денеска ќе почнеме порано, побрзо ќе завршиме. Предпразнично малку. Еве ви споделив тоа што треба да го сработиме. Денес имаме својства, значи триаголници. Дали ја напишете домашната, некој ми ја прати веќе, некој го правевме, дискутиравме за тоа како што, овие задачите што ги решававме, едното ни остана, јас ги наместив и овие две што ни останаа вчера, еве ги подолу се наместени. Дали го гледате тоа што ви го споделив? Одлично. Во ред. Така си знаете кој што, јас гледам овдека на другиот монитор, кој е приклучен ќе го примам, значи да си почнеме со побрзо да завршиме. Еве вака се. Еве првата задача со триаголникот. Чи тоа беше ова е. Требаше да дообоиме така што да има ротационна симетрија од ред 3, значи треба овој триаголник да го завртиме за 180 степени и за 360 се извинувам, и при тоа треба 3 пати да се добие истата форма. Еве сега, еве ќе го отворам долу, нацртан е во GeoGebra. Треба наставници да пишуваме нешто? Пожелно е да пишувате, оти ова беше за домашни и многумина го имаа сгрешено. Еве вака се. Еве го триаголникот што беше зададен. Сега овој триаголник требаше да го вртиме, нели, за да има ротационна симетрија од ред 3. Добро, нека го. Треба да го вртиме 300, молам? Утре ќе учиме? Утре ќе одмориме, празник е утре, нели? А паралелите сум че Денеска во 4 месечини. Така рече наставничката. Така рековте. Лидија? Не Лидија. Во тројката, во четворката и во петката кај Марија. Добар ден. Добар ден. Ајде вака сега. Значи рековме дека повели? Молам? Извинувам, денеска ќе имаме час историја. Не знам, не верувам дека ќе имате. Насловот за денеска е својства на четириаголници, ама први да го дорешиме тоа што ни остана вчера и што ви беше за домашното и на многумина не му беше јасно. Значи требаше да определиме, веќе поидам погоре задачата. Значи триаголникот што е тука представен, треба да добоиме триаголничиња, значи 1, 2, 3 или повеќе, така што фигурата што ќе се добие да има ротационна симетрија од ред 3. А ротационна симетрија од ред 3 значеше кога ќе го вртите триаголникот за цел круг 3 пати при вртењето да добиете истата фигура. Са, внимавајте, имавме вака 360 степени, ако поделиме со 3, добиеме 120 степени. Значи, при ротација за 120 степени, еве сега дека ќе го излизгам ова, видите, кој ќе дојдем до 120 степени, оп, врата заминав. Забележувате кој триаголник, кои два триаголници треба да бидат обоени. Значи, нацртајте си ги. Тоа значи, кој ќе го свртиме овој триаголник околу центарот L, големиот триаголник, ќе се обојат овие два триаголници. Ако продолжам сега уште еднаш, значи уште наредни 120, тоа е до 240, се обојат другите два триаголници и тоа значи колку вкупно треба да дообоиме. Еве се вратам горе, значи треба да ги дообоиме овие два во задачата и овие овдека два. Дали ви јасно? Треба да добавиме 4 триаголници. 4, значи вкупно треба да бидат обоени 6 триаголници, за да фигурата има ротационна симетрија од ред 3. Добар ден. Сега одиме на тие посложените. Ова се правилни шестоаголници.
Во овие правилни шестоаголници треба во задачата да имаме ротациона симетрија од ред 6. Сега, бидејќи при целосно завртување имавме 360 степени, а требаше да биде од ред 6, значи 6 пати да се поклопи, 360 делено со 6 е 60 степени. Тоа значи дека ако ротираме околу овој центар овдека, за агол од 60 степени, било во насока на стрелките, било обратно, треба да добиеме при секое завртување од 60 степени да добиеме каде ќе биде сликата. Први интуитивно да ви покажам. Бидејќи се работи за правилен шестоаголник, сите овие триаголници што се внатре се рамнострани. Тоа значеше дека сите имаат агли по 60 степени, нели учев? Сега, оваа точка, ако ја означам 1, кој ќе ја завртам во насока на стрелките, ќе дојде овдека. Оваа точката 2 ќе се поклопи со оваа 1 и ќе дојде тука. Значи, оваа страна се преслика тука. Тоа значи дека овој агол за 60 степени, мислам оваа точка 3, ќе се преслика тука. Значи, првото треба да биде обоено ова овдека. Дали ви јасно? Сега, кој ќе биде наредно, ќе погледнеме во цртежот што е направен во GeoGebra. Тоа еве го овдека. Сега ќе го пуштам јас истиот. Да го најдиме. Што не е во ред. Сега одма. Еве го вака. Сега ќе видиме да го вратам аголот. А ова не е тоа што требаше. Или тоа е, чека видиме која слика беше. А да, точната слика е во ред. Рековме дека треба да ротираме за колку? А дечки, за колку требаше да ротираме за да добиеме ред ротацијски од 6? За колку степени? За 60. За 60, бе, дечки. Еве за 60 степени вртам. 52, 60 степени. Се свртив, ова е ротација во обратна од насока на стрелките на часовникот. Тоа значи прво треба да ги добоиме овие два триаголници. Се вратам назад во цртежот да почнем да бојам како што покажува задачата. Тоа значи дека требаше да бидат обоени, ако добро се сеќавам, овие два. Така? Ајде да провериме. Да, точно така. Ајде се вртиме наредни 60, значи до 120 да дојдеме. Еве ги. Тоа се овие два триаголници, тоа значи одам назад во цртежот да ги добојам. Да не сгрешиме случајно. Тоа се значи од темето до средината на косата страна. Значи тоа се овие два. Да проверам уште еднаш, затоа што е помал цртежот да не сгрешиме случајно. Така. Потоа ротираме за уште 60, значи до 180. Оп, заминавме, ќе вратиме назад. Точно. Тоа значи, овие горе ги префрливме само преку центарот од другата страна. Значи да ги добоиме во почетната наша фигура. Тоа беа овие два одека. Се забележувате каква е шемата. Значи тие два, овие два. Сега треба да имаме овдека 2 и сега ќе видиме што ќе добиеме. Значи уште 60 кои ќе сватиме ќе дојдеме до 240. Еве го 240. Значи тоа е нешто слично на ова што беше овдека, само сега се овие два. Значи тоа ќе бидат овие два. Значи добавивме 2, 4, 6, 8 и сега да видим уште последно. Имаме 300. Ќе дојдеме до 300. Еве го. И добивме овие два, кои што сега ќе ги добавиме горе.
Тоа се овие два, како што почнавме преска и ова е овдека. Значи, колку вкупно добој? Сониче многу кочи. Како кочи, ведечке? Кај сите? Да. И преѓеска кочи, вака. Готово, сега ќе приклучам на мобилен интернет, па да видиме што ќе види. 2 секунди, стрпете се. Не се исклучувајте никаде. Може ја ќе се исклучам меѓувремено, вие останете тука, автоматски ќе се реконектира. Еве, сега се конектирам. Мислам дека сега е се во ред. Значи, ќе го покажеме уште еднаш ротацијата, ќе ги добиете, овие ќе ви ги пратам. Фајловите што се во GeoGebra и сега во четот ќе ви ги испратам. Значи, уште еднаш ќе покажам за ротацијата што беше сега на шестоголникот. Вака се. Значи, требаше да имаме ротацијски ред 6, значи 360 степени, колку што беше. Го делиме на 6, не на 60 на 6 и ќе добиеме при ротација за 60 степени, било во насока, било обратно од стрелките во часовникот, требаше да добоите следно. Еве прва ротација, видам дали може само да оди, вака, сега ќе се обидам да го пуштам. Видете се, кога ќе дојде 60 степени, јас ќе се обидам да го запрам. Еве вака, еве 60 степени. Значи треба да ги обавиме овие две. Кога ќе продолжиме со ротација до 120, еве вака, замине 122, 120, еве го, наредните две, уште 60, тоа ќе дојде 180, тоа е еве овдека, момент, еве вака, уште 60 ќе дојде 240, еве го, па потоа 300, за малку не можем, еве го 300, тоа значи, дали ви јасно сега? Сега, последната фигура, ова е овдека, десно што е прикажена, току што е обоен овој триаголник овдека, мислам два триаголници. Сега треба да дообоиме, значи мајте предходната солуција, вкупно треба да имаме 2, 4, 6, 8, 10, 12 обоени. Значи треба да дообоиме уште 10. Кои се тие? 10 ќе прикажеме сега. Еве го документот. Нека се отвори сега. Ќе вратиме на 0. Еве почетната положба. И сега ќе почнувам да ротирам. Вие ако го имате цртежот, доцртувајте. Еве сега ќе го боиме. Значи, одиме до 60 степени, во иста насока вртиме. Еве сега е 30. Еве 60 степени. Дали се овдека наслутувате што ќе добиете после ротацијата? Не можам да го погодам на 60 степени. Многу е незгодно. Мислам 60 ќе добиеме ово овдека, веќе се знаат. Дај да појдам да ги дообојам во нашата задача. Значи се овдека веќе се наслутува што ќе добиеме. Ќе бидат овие две, па овие две, па овие две, па овие две,
овие две. И ќе добиеме што вкупно обоено? Звезда. Звезда. Сега замислете дома да го направите ова и секое вртење со различна боја да го боите ќе добиете прекрасна фигура. Овие работи може да ги искористите и поволиковно, кога ќе правите некаква си симетрија, шестоаголникот е измислен за тоа. Обојте еден триаголник и ротирајте го за 60 ќе добиете прекрасна симетрична фигура. Еве, например, сега да продолжиме уште да ги дозавртиме. Сега одиме за 120. Вака. Значи требаше да го сменам за по 10 да се ротират, не е битно. Потоа 180. Еве го вака. Некако не можеме да ги погодиме, не знам што му е на овие. А 240. Така ќе дојде, да. И овдека е за 300 и ќе добиеме истата фигура. Дали ви е јасно? Вака сега. Значи со тоа завршивме. Сега ќе одиме на тоа што долго време го очекувавте. Прашувавте на секој. Сега ќе ги решаваме следните задачи. Значи, еден по еден, кој што сака првин, имаме прашање за сите. И ќе дискутираме и за секое прашање ќе образложувате. Прашањето што ќе го видите, вие треба да ја нацртате фигурата и да кажете каква е. Одиме со ред. Значи сега, првото. Значи имаме јас, имам 4 еднакви страни, но немам прави агли. Значи, 4 еднакви страни, но немам прави агли. Што сум јас? Ајде. Ромб. Готово, деја завршивме со тебе, одлично. Нацртајте го ромбот. Што е карактеристично, се друг ќе кажи за ромбот? И цртавме сите минатиот час. Што е карактеристично за ромбот? Има два пара... Освен ова што беше кажано сега. Еве ромб ќе нацртам малку позадебелен. Нема ретна ротација. Мола? Нема ретна ротација. Друго? Карактеристично за ромбот има 4 еднакви страни. Нема прави агли. Нема прави... одлично. Значи диагоналите се преполовуваат наполу и се сечат под прав агол. Одлично. Доволно својство. За еден ромб. Одиме второ прашање. Јас имам 2 пара еднакви агли и 2 пара еднакви страни. Што сум јас? Значи, вака сне. Сега, 2 пара еднакви и 2 еднакви страни и 2 пара еднакви Сега јас не можам да слушам и да гледам. Оти да не можеш да слушаш и да гледаш? Сега нема шанси да интернетот кај мене, мора да е од кај тебе сега. Значи, имаме 2 пара еднакви страни и 2 пара еднакви агли. Че слушнавме некои точни решени, ајде да видиме што мислите ви. Што е ова? Паралелограм. А дали може квадрат да биде? Не. Зошто? Има 4 исти квадратни страни. Чекај, како 4? 4 ќе има еднакви агли, а овдека пишува 2 пара. Одлично. Супер забелешка, тоа значи кај паралелограмот. Овој агол овдека е ист со овој агол овдека, чи тоа е едниот пар. Овој агол овдека е ист со овој агол ваму. Е другиот пар. Друго својство што знаеме за паралелограмот. Освен дека оваа страна се бележеше со А, оваа се бележеше со Б. Што друго својство знаеме за паралелограмот? Дека нема ниту една оскара симетрија. Исто како ромбот. Друго? Пишувам, нема. Страни се паралелни. Добро.
страните мора да се паралелни, нема оска на симетрија. Друго нешто со диагоналите? Диагоналите се преполовуваат во пресекот. Така, значи исто како кај ромбот, ама што беше различно од ромбот? Дали овде ке имаме прав агол? Дека немаме прав. Те така. Значи диагоналите се преполовуваат, ама немаме прав агол помеѓу нив. Одиме на трето прашање. Јас имам 4 оски на симетрија и 4 страни. Што сум јас? Квадрат. 4 оски и 4... Квадрат. Добро е. Сега да видиме кои се својствата на квадрат. Дали може вака да го нацртам квадрат? Што мислите? Да. Добро. Сега, што рековте дека може вака да види? Ајде да видам дали може да ја свртам слика, да види на нашиот вообичаен начин. Изгледа нема да може да ја свртиме. Ајде, додека јас се обидувам, вие кажете ми кои својства? Можеме да ја свртиме. Ствари не можеме, да, може. Ајде ми, кои се својствата на ромбот што ги има квадратот? Кои својства ги има квадратот? Има 4 исти страни на двете страни. Добро, вака сега. Диагоналите формираат 4 кратки правоъгълни. Значи ја имаш тетрадката пред тебе од училиште, да ти е? Сите страни му се еднакви. Сите страни му се еднакви. Аглите какви му се на квадратот? Прави, така. Тоа значи колку степени имаат? 90. Добро е. Што знаеме за диагоналите? Што знаеме за диагоналите на квадратот? Ка се поклопуваат. Како се поклопуваат, бедуше? Не се преклопуваат, туку се преполовуваат. Тоа значи се делат на половина. И уште... Кои формираат прави агли? Така, колку прави агли се формираат нови при тоа? 4. И некој спомна, Стефанија мислам рече, какви се овие правоаголни триаголници сега? Рамностранни. Не може рамностран правоаголник да биде? Рамнокраки. Така да. Затоа што ова делче и ова делче е исто и тоа е половина од диагоналата. Дали диагоналите кај квадратот се различни или се исти? Исти се. Колку оски на симетрија имаше квадратот? 4, така беше барањето. Одиме на другото прашање. Сега вика, четвртото. Имам 4 страни, една оска на симетрија и 2 пара еднакви страни. Значи, 4 страни, една оска на симетрија и 2 пара еднакви страни. Делтоид. Дали само делтоидот? Значи, сега ќе запишем. Ајде. Така. Значи, 4 страни, една оска и што беше другото варење? Четвртата задача. И 2 пара еднакви страни. 2 пара еднакви страни. Ај сега да видиме што е точно од овие. Рековте дека... Мола? Јас го најдам во географија и сега пробувам. Добро, пробувај, ама сега немој да пробуваш, што ти не можеш да следиш. После ќе пробуваш. Значи сега, рековме, 4 страни, значи се работи за 4 аголник. Сигурно. Една оска. Сега, кој 4 аголник имаше една оска? Рамнокраки. И делтоид. Сега вака. Вака сега да видиме. Еве го рамнокракиот трапез. Слам не е баш точен цртежот, ама за скица за да добиеме не е страшно. Еве го делтоид.
Значи, во едното оската беше овдека, а во делтоидот оската беше ова поголемата диагонала. Така? Сега. Значи, двата овие четириаголници ги исполнуваат двата први услови. Сега трето услов беше два пара еднакви страни. Трапезот. Колку пара еднакви страни има? Еден. Па, значи кракот само. Значи овој не е. А кај делтоидот, оваа страната е иста по должина, ама и овие страни се исти. Значи ова е Б. Значи што е одговор на нашата задача? Делтоид, исклучете го микрофонот кога не зборувате. Одиме на петто прашање. Вика сега, имам 4 страни, една оска и еден пар еднакви страни. И сега што е ова? Значи 4 страни, една оска и еден пар еднакви страни. Значи уште еднаш пишувам. 4 страни, една оска и еден пар еднакви страни. Што мислите дека ова сега решение? Рамнокрак трапез. Па фала Богу, рамнокрак трапез. Преска го отфрливме, ти немаше два пара, ова има еден пар. Сега едно е прашање, го испуштивме предходното. Први ќе го одговориме за ова, па после за делтоидот. Вика, колку парови еднакви агли има трапезот? Еве ќе запишам. Колку парови еднакви агли има трапезот? Кои се тие два? Рамнокрак рековме дека мора да има од еден пар еднакви страни, му има само рамнокракиот трапез. Значи, кои ќе бидат парови еднакви? Овој долу, остриот, со овој ваму остриот, и овој горе тапиот, со овој ваму горе тапиот. Значи, имаме два пара еднакви. Јасно ви е? Са едно прашање, што учевме? Кој друго својство го има рамнокракиот трапез, што не е кажано со овие својства овдека? А го учевме ние. Што мислите? Основите се паралелни. Добро, за да биде трапез мора да бидат паралелни основите. Едната основа е долната, се бележи со а со Б се бележи горната основа. Друго својство, ќе пишувам тоа што ќе го кажувате вие. Значи А е паралелно со Б. Диагоналите се еднакви. Се еднакви, одлично. Чи D1, диагоналата AC е иста со диагоналата D2, што е BD, ако овие се те минјат. Значи, точно, диагоналите се еднакви. Друго нешто? Сите агли прават агол од 180. Кои сите агли? Значи, внимавајте, ве терам да се изразувате во. Сите агли не прават 180. Сите агли колку ќе направат? Аглите на горната и долната. Тоа веќе нешто друго. Аглите, ама пази, не сите. Не сите агли на долната и на горната основа. Наставниче, Повели? може едно прашање? Да завршиме со задачата, запиши си го прашањето и ќе прашаш. Прашувам, кои агли прават 180? Не сите, туку кои агли? Како ќе ги наречем? Чекај, нешто Елена кажува некоја дефиниција, не ја слушам. Повели Еленар? Па ајде кажи го, знам дека кажуваше нешто. Ама беше најтивка мислите и морам сама кога слушнам. Добро, краците како се бележени во нашиот случај? ДА и ЦБ. Значи АД или ДА и БЦ
или CB. Тие се еднакви по должина. Значи, Наставниче, молам душа? и јас знам својство. Па ајде, тоа чекаме, А да е исто што и BC. Друго својство на трапез... Краците паралелни. Краците што се? Не се паралелни. Добро, да. Има уште едно својство, што до сега никој не го каже. Се обидовме со аглите да го кажеме, ама не го кажавме. Поврзано е со аглите. Колку е зборот на сите агли во трапезот? Наставниче, Молам? не ми се исклучува камера. Па не ја пуштај ни први обитно, и вчера не ти се исклучуваше. Не мора да ја пушташ. Аглите на долната основа се еднакви? Аглите на долната основа, да, се еднакви. Значи, аголот А го кажавме тоа со аголот Б. Тоа значи и аглите на горната основа ќе бидат еднакви. Но имаш уште нешто. Било кој агол на долната основа со било кој агол на горната основа прават вкупно 180. Те така е, тоа го чекаме. Тоа значи дека било кој агол од долната со било кој агол на горната ќе прават 180 степени. Или тоа правило стои, поинаку запишено некаде, аглите на краците од рамнокракиот трапез, значи аглите на краците од рамнокракиот трапез имаат збир 180 степени. Тоа значи Има се Значи, овој агол кај А, ако го означам, например, ева, аголот кај А плюс аголот кај Д е 180, ама бидејќи овој кај Д беше ист со аголот кај С, претходно што спомна некој од вас, било кој агол на долната основа со било кој агол на горната имаат 180 степени. Сега имаме едно прашање. Исто за трапез. Ако имате обичен трапез, било кој, колку ќе биде збирот на овој агол со овој агол? Дали важи претходното правило дека треба да биде 180 степени? Или не мора да важи? наставниче, Повели? има прехајде преска. И па ајде кажи. Дали утре имаме час? Ако слушаше, ќе слушнеше дека нема да имаме. Значи правилото што разборуваме за трапез важи само кај рамнокрак. Повели? Кога ќе заврши часот? Уште за 6 минути завршуваме. Добро. Ајде вака се. Имаме прашање друго. Шесто. Имам две оски на симетрија и моите диагонали се еднакви. Што сум јас? Правоаголник, бе дечки, правоаголник. Значи, еве го, правоаголник. Значи, двете оски на симетрија, тие што го делат наполу, и диагоналите се еднакви, се сечат точно во пресекот на оските. Ова е диагонала и ова овдека е диагонала. Дали има друго правило што не го кажавме, а е многу интересно за квадрат, за правоаголникот? Дека сите агли се по 90 степени. Добро. Какви триаголници се добиваат внатре во пресекот со диагоналите? Значи, овој триаголник овдека, например, со овој триаголник овдека. Рамнокраки. Така, и колку парови на складни триаголници се добиваат? Дали исти, идентични триаголници? Два пара. Два пара. Значи, овој сега што го бои? И овој горе се рамнокраки, а исто така рамнокраки се и тоа што го обоив првиот и овој овдек. Се дали се правоаголни овие? Дали овие? Не. Не се правоаголни. Какво е својството со диагоналите? Скај правоаголникот? Освен што се еднакви. Што прават во пресекот диагоналите? Четири
Се делат на половина. Ете така, само се делат на половина. Значи тоа значи сите делови 4 што се добиваат со пресекот се идентични. Са имам уште едно својство, другото за дома и завршуваме за денеска. Јас немам оскина симетрија, но имам два пара паралелни страни. Значи, немам оскина симетрија. Паралелограм. Так, а ромбот имаш оскина симетрија? Паралелограм. Една. Ромбот. Која е едната? Немаше. Ромбот. Ама има 4 исти страни. Така, ама овдека што ни бараше? Вика само, внимајте, треба да одговорите на барањето што ви е запишано. Вика, немам оскина симетрија. Кои фигури нема оскина симетрија? Делтоидот имаше една. Паралелограмот немаше и ромбот немаше. Така и немаше обичниот трапез. Ниту рамнокракиот, правоаголниот, например, немаше оскина симетрија. И вика, имам два пара на паралелни страни. И ромбот, и паралелограмот има, нели, по два пара паралелни страни. Значи, одговорот овдека, што мислите, што е поточно? Ромб или паралелограм? Паралелограм. Затоа што тоа е... Може едното и другото. Ама да, може и едното и другото, но трикот ми е кој е пошироко, како поим? Ромбот или паралелограмот? Така, затоа што секој ромб е всушност паралелограм, ама секој паралелограм па не е ромб. Значи тука одговорот е паралелограм. И последното, имам, викам, јас немам оскина симетрија, но имам еден пар паралелни страни. Со ова завршуваме за денеска. Значи, немам оскина симетрија и имам еден пар паралелни страни. Трапез. Сега, рамностран трапез не постои. Рамнокрак не е. Разностран трапез може да постои, да. И уште кој трапез? И правоаголен. Добро е. Па добри бевте, одлични за денес. Пред празнично ќе завршиме нешто порано. Само да ви кажам што ќе не очекува од понеделник. Имаме да определуваме агли во четириаголници и ќе ги цртам исто како кај триаголниците. Значи, толку за денес. Имајте убав продолжен викенд. Останете здрави, живи, па се гледаме и се слушаме понеделник, така? Ајде, до гледање. Понеделник, па во 2 сата, ајде. Побрзо да завршиме. Значи во 2 часа, до гледање.